Ке му преседнат ли богатите софри и луксузниот живот на градоначалникот Мерко, кој сред пандемија неделно трошел над 2000 евра на гозби и гоштевања. Стружани бараат од него отчет каде и на што се трошел милионски суми народни пари. И тие пари ми ги раштаме. Ми, од пензии, од народот, од работниците. Не само Мерко, него сите трошат пари колку што сакаат. А тоа е страшно. Нека се размислуваат граѓаниве кој ќе го гласат овој година. Уопште овде не е убо работава. Значи граѓаните умират за леп, немат услови, 10.000 пензија, 15.000 плата. Како има животот и граѓаните не барат сали, не барат паркови да се градат, патишта, барат плата, леп. Зашто да се троши толку? Во оваа ситуација не е оправдано. Господ нек му поможе да му дава. Не се троши да улици веќе се стопинаме и шахти веќе немат онакво истајани се покопци на шахти на по улица на шодаме. Уместо тука да поправат и дават вака за еден за пие. Не се појќе од автомобилите што изеде. Нека трошат, има тоа држава. Закон да има. Да, земај за тоа. сите. Покрај 80.000 евра кои Мерко ги потрошил, гоштевајќи се 3 години во 2 локали, според завршната сметка, тој за 3 години потрошил дополнителни милион евра, велат од ВМРО ДПМН. На име на реконструкција на депонии се потрошени околу пола милион евра за 3 години, што е огромна бројка, а ние не гледаме ништо дека е променато во однос на депонијата. Исто така, толкава сума скоро е потрошена и за реконструкција на патишта. Исто тоа се однесува и за набавката на возилата и за сите други целото недомајчинско работење на градоначалникот. СДСМ му го законува таквото и му го овозможува таквото луксузирање, особено во услови на пандемија минатата година. Советот може да не ја усвои завршната сметка на буџетот доколку не се реализирала програмата согласно пропишаното. Должност е на председателот на Совет да реагира и да бара отчет, вели Владо Чинговски, кој за себе има мандат на председател на Совет. Ако буџетот не е реализиран како што треба, тогаш не се прифаќа извештајот и може да се поведе и поставки. Дали до Државната комисија за корупција или не знам, може и до јавното обвинителство, ако мисли дека има злоупотреба на службената положба и некои други действија кои што не се во согласно со одлуките и со законот. Може да се поднесе и кривична пријава, но кај на советите се продолжена рака на градоначалниците и досега такво нешто не е случено. Ваквите тврдења ги подкрепува и советникот Ален Деребан, кој досега поднел голем број пријави до судовите и други надлежни институции, кои или се прогласуваат како ненадлежни или не превземаат ништо. Или не смеат да превземат действија кога станува збор за општина Струга или не си ја познаваат работата, додава Деребан.